Почитувани сограѓани, дојде и месец септември, месецот кој е символ на нови почетоци. Најпрвин би сакале да им посакаме среќен почеток на сите првачиња кои за прв пат седнуваат во училишните клупи, на сите останати ученици, на наставниците и стручните соработници, кои се најзаслужни за воспитување и образување на нашите деца, како и на директорите, кои посветено ја менаџираат работата во училиштата. 25 октомври 2017 година беше денот кога ја преземавме локалната власт. Во тој период затековме долг на училиштата во висина од 43 милиони денари, од кои само за превоз се однесуваат 36 милиони денари. Денес долгот на училиштата е 0 денари. Најголема заштеда имаме во делот на јавниот транспорт, имено за учебната 2018-2019 година, при распишување на тендер за превоз, како процената вредност беше земена пазарната вредност на превозот и беше избран соодветен превозник, намалувајќи ги вкупните трошоци за јавен транспорт за 9 милиони денари за една година. Споредбено 2017-2018 и 2018-2019. Во таа настока би сакале да информираме јавноста дека за 2019-2020 година имаме дополнително намалување за 30% и со контрола на сите трошоци ги намаливме обврските на 0 денари, односно остваруваме вкупна заштеда од 150.000 евра на годишно ниво, нешто што никогаш се нема случено во училиштата. Во прилог поделу би сакале да ве информираме дека преку овие заштеди средствата ги насочивме во реални инвестиции со цел да се подобрат условите. Во основното училиште Свети Кирил и Методи се изврши санација на санитарните јазли, делумна санација на кров, обновувајќи на поголем број на училишни клупи, обновување на нов кабинет за изведување на ИКТ настава, хортикултурно редување на училишен двор, како и санација на санитарни јазли и реновирање на дел од фасадата во подрачното училиште во село Горни Подлог. Во основното училиште Раде Кратовче се изврши замена на парен котел за затоплување и се реновираа 6 училници на првиот кат во училиштето. Во основното училиште Никола Карев за прв пат после 20 години се реновираа вецињата кои беа во многу лоша состојба. Се изврши промена на под во една училница, како и реконструкција на кабинети. Во подрачното училиште во село Тракање се изврши промена на прозори и варосување. Во основното училиште Малина Попиванова после 25 години се изврши реконструкција на санитарните јазли, кои беа во катастрофална ситуација. Се изврши промена на шах табли, реновирање на кујна, како и набавка на плотни за 50% од потребите на сите училници. Во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Ризари се изврши реновирање на тоалети кои беа во многу лоша состојба, замена на стари прозори со ПВЦ во една училница, фасадирање на зграда, стар дел од училиштето, реновирање на ходници и училници, изработка на шкафчиња за ученици од прво оделение. Во основното училиште Љупче Сантов во Кочани се изврши деинсталирање на дотраена електрична опрема во неколку училници и варосување на истите, реконструкција на наставничка канцеларија и спортска сала, набавен е ЛЦД проектор за потребите во наставата, се изврши целосна промена на осветлувањето во библиотеката, целосно менење на дотраениот надзор на училиштето со нови 16 камери. Во средна фаза е реконструкцијата на санитарните јазли и целосно е оспособена подрумската просторија за потребите на младинската организација при училиштето и за активистите на Црвен крст. Во средното општинско училиште Гоша Викентиев се изврши промена на стари прозори со ПВЦ и реконструкција на тоалетите. Драги сограѓани, за нас зборот важи. Преку домакински политики и рационално распределување на средствата, градиме општество еднакво за сите. Вложуваме и ќе продолжиме да вложуваме, почитувајќи го заедничкиот интерес, се вели во соопштението од општинската организација на СДСМ Кочани.